Добре дојдовте во нов Асном. Живееме во едни бурни времења, каде што историската карта на геополитиката, економијата и светската економска и геополитичка карта е подложна на менување. Овој историски редок момент се случува еднаш во 40, 50, 70 години и е во рангот на промени како што беше конференцијата во Јалта, кога се подели Европа на сфери на влијанија, но исто така после падот на Берлинскиот зид и комунистичкиот пад, каде што се отвори европската карта за понатамошно ширење на НАТО. Сега доаѓаме до едно ново предвечерие, каде што имаме комплетна пресвртница во надворешната политика на САД, која пресвртница доаѓа еднаш во 50, 70 или 100 години. Ова го овозможи председателот Трамп и неговиот став, тоест неговите ставови во однос на украинската криза и погледите кон Руската Федерација. Со доаѓањето на Трамп на власт, он признава дека Русија е светска суперсила од која што може да го загрози постоењето на Соединетите Американски држави. И, како резултат на тоа, направи значајни обстапки кои русите го захтеваа од Западот. Тоест, за да влезе во преговори со Руската Федерација, он задоволи минимум 3 руски услови. Прво, објави дека Украина нема да биде дел од НАТО. Второ, признава реалноста на бојното поле, каде што Русија ги припои 4 украински провинции Херсон, Запорожје, Луганск и Донецк, и исто така го задоволи битниот руски услов, а тоа е да Европа и Европската Унија не учествува во првичните преговори меѓу Русија и Америка. Со тоа Трамп го најави новото предвестисие на реалната политика, каде што националните интереси на државите се многу побитни од транснационалните организации како Европската Унија. Затоа е Европската Унија во овие моменти релегирана како втор или треторазреден фактор. Мислењето на земјите од Европската Унија и Европската Унија во преговорите е минорно. Тоест, Трамп само им наложува што очекува од Европската Унија и кои услови да ги исполни. Ова ја прави Европа и Европската Унија едно слугинче на американските надворешна политика и допрва предстои редефинирање на односите меѓу САД и европските сили. Како и да е, со овој потек и надворешна политика на Соединетите Американски држави, ние се враќаме на старите позиции на реал политиката, каде што бројот на нуклеарни боеви глави, големината на економијата, војно-индустријскиот комплекс, финансиската моќ, економската моќ се ставени во улога на штитење на националните интереси на една држава. А во таа констелација Русија е светска суперсила. И Трамп тоа го признава и затоа имаме преговори меѓу САД и Русија и тие се само меѓу нив двете земји. Како и да е, овие преговори и исходот овие преговори ќе резултираат со една нова поделеност во светот и на сфери на влијание. А предмет на преговорите се следни. Прво, ќе се дискутира Украина и што со Украина и како ќе се подели пленот Украина на сфери на зони на делување, а исто така не по се изгледа, него Руската Федерација, имајќи во предвид нивниот предлог план за нова поделба на сфери на влијание на геополитиката, што излезе на 17 декември 2021 година, сака да има договор меѓу Русија и Америка, едно, и меѓу НАТО и Русија како друг договор.
Но исто така гледаме дека американската администрација сака да влезе во преговори со Русија и за Иран и иранското нуклеарно вооружување, но исто така ќе има преговори за новата економска соработка која САД сака да има со Русија, тоест преку поблиска економска соработка САД ќе се обиде да се приближи до Русија, а со тоа да ја оттргне Русија од орбитата на Кина, каде што Трамп гледа една од главните закани во следните 30 до 50 години. Во оваа констелација Европа е најголем губитник, а Русија е големниот победник. А затоа што кога почна војната во Украина, цело НАТО и целиот војно-индустријски и економски комплекс на Западот се сврте против Русија и нивната мантра беше дека ако Русија победи во Украина, тогаш НАТО ја губи војната. Со самото тоа што се почнаа преговорите и се прават отстапки на Путин и на Русија, тоа значи дека од оваа војна Русија излегува како победник. А тие четири битни ставки за кои кажав дека ќе бидат предмет на преговори, ќе ја променат значително прво геополитиката во Европа, на Блискиот исток, а и пошироко. Во тој контекст Европа е апсолутно маргинализирана и државите во ЕП се маргинализирани и ќе бидат ставени на преговарачка маса кога поголемиот дел од темите кои ќе бидат предмет на разговор ќе бидат завршени. И во тој контекст, како што кажав, предмет на преговори ќе има минимум 3 до 5 значајни теми ќе бидат на преговори. И за нас значајно е како ќе биде исходот од тие преговори, затоа што ние ќе бидеме директно засегнати од истите преговори. Тоест, ќе се преговара кај ќе се бидат границите на Украина и кој што ќе подели, тоест идните економски односи меѓу Украина и Русија и Украина со Западот, вклучувајќи и Соединетите Американски држави. Потоа ќе се делат границите. Во тој контекст мора да имаме дознаење дека кога се дели пленот, тогаш може ќе се јават и други некои држави, како што се Полска и Унгарија, кои имаат значително население на западниот дел во Украина, кои можат потенцијално да побараат поделба на Украина. Ова само ќе видиме дали ќе биде реализирано, но тоа ќе биде дел и предмет на преговорите. Од наше значење е дали Русија и Путин ќе ја земе Одеската област и пристаништата кои се на Дунав. Тоа е многу значајно дали тоа ќе го направи и неодамна Путин во интервју за РИА Новости кажа дека Русија е отворена да соработува на економски план со Америка во идните делови на Новорусија, каде што имаат ретки метали. Кога се работи за Новорусија, тоа е делот на Украина, каде што сега руската војска се уште не ги заземала, а тоа се деловите на Одеската, Николаевската, Днепропетровската и Харкивската област, кои Путин наведува дека ќе бидат дел од идната Руска Федерација. Само преговорите ќе покажат и докажат дали ќе биде тоа така. Во однос на другиот дел на преговори, предмет на преговори ќе биде предлогот на договор што Руската Федерација го прикажа на 17 декември 2021 меѓу САД и Русија. И во тој контекст ќе имаме минимум 3 стратешки договори кои се многу битни. Тоа ќе бидат главни, меѓутоа ќе има и многу подточки кои ќе бидат разгледувањи и предмет на преговори. Во тој контекст ќе имаме нов договор за антибалистичко вооружување, тоест во 2003 година Џорџ Буш
го прекина антибалистичкиот договор меѓу Русија и Америка, и ова ќе биде исто така дел од предметот на одговорот, како и лимитирањето на ракетите од среден дострел до 5000 километри, а посебен ставка ќе има лимитирањето на нуклеарните боеви глави и нуклеарното вооружување, кои во овој момент Русија има околу 5500, Америка има околу 5000 нуклеарни боеви глави, додека на Британија и Франција имаат можеби 1/10 помалку од рускиот арсенал на боеви глави. За нас што е значајно, во тој контекст, како што кажав, Иран и преговорите меѓу САД и Иран ќе бидат исто така предмет на договор, тоа е САД ќе бара помош од Русија да помогне во новата геополитичка карта на Блискиот Исток. За возврат што ќе побара Русија и што ќе добие се уште не знаеме. И во тој контекст следниот договор што треба да се случи помеѓу НАТО и Русија е многу значајно, затоа што со понудениот предлог договор што русите го предложија во 2021 година, русите сакаат прекројување на границите на НАТО и лимитирање на можноста НАТО повеќе да не се проширува. Тоест, со овој нов договор ќе се одредат точно кај ќе бидат границите на НАТО. Дали ќе се менуваат и дали ќе бидат овие како што се постоечки. Веќе на првиот состанок во Ријад, ама Марко Рубио, секретарот за надворешни работи на Америка, го одбил овој предлог од русите, но ќе видиме како тоа ќе се доработува, затоа што преговорите ќе го земат и овој дел. Но за нас најзначајно е дали Србија и Босна ќе влезат како дел од НАТО. Знаеме дека нема никакви политички желби или амбиции Србија да биде дел од НАТО, и тоа ќе определи идната геополитичка карта и влијанија во овој дел во Балканот. И уште една работа што е многу битно, ако стварно Русија и Америка сакаат да го решат проблемот во меѓународните односи, тогаш истите, и ако сакаат вистински, имаат желба да имаат нов курс во геополитиката и надворешната политика на земјите во цел свет, тогаш неминовно ќе се наметне прашањето за Косово. Косово е една изнимка, еден редок случај, една отстапка од меѓународните односи, каде што благодарение на употребата на војна сила, прв пат од формирањето на Обединетите нации имаме драконско кршење на меѓународното право, тоест кардиналното следење на правото на меѓународните односи, а тоа е на неповредливост на суверенитетот на земјите. Ова право, овој принцип и овој меѓународно право се почитуваше се до 1999 година, кога беше нападната Југославија. И следење на ова право овозможи мир во светот. Така, например, се подели цела Африка, се ослободи од колониализмот на европските колониални сили, без да се испука буквално еден куршум, а постоечките граници останаа исти како што беа исцртени во времето на колониализмот. И ова право се следеше, тоест една сила не може да принуди друга земја да ги смени своите суверени признати граници. Со наметнување на косовското прашање, ќе се овие две сили ќе се обидат да го решат овој проблем. Тоест, спрема резолуцијата 1244, Косово е дел од Република тогаш Југославија, а тоест во границите на Република Србија. Но, заради признавањето на Америка и нивните сателити, тоа не е случај и со тоа се отвори Пандорината кутија. Тоест, Русија, кога ја призна
Осетија и Абхазија во 2008 година, како резултат на будалецата војна на Цијаш од Шаакашвили, која нападна Русија, ја го користеше аргументот на Косово за да ги признае истите републики кои не сакаат да бидат дел од Грузија. Исто така, кога Русија ја имплементираше специјалната војна операција во Украина, она зададе став дека се поведува по членот 54 од Повелбата на Обединетите нации, но во исто време кажа дека на ист принцип како што се делеше Косово, има право Русија да интервенира во Украина. Со решавањето на косовското прашање, ние ќе се решат многу проблеми, идни проблеми кои представуваат потенцијална закана за светскиот мир, регионалниот мир и мирот меѓу државите кои се соседи. Во тој контекст се наметнува едно логично решение кое веќе е дискутирано од 2019 година од страна на Дачич, 2022 година, а тоа е поделбата на Косово. Србија и во минатото беше отворена да се дели Косово, но со оглед на стратешката и фундаментална промена во односот на американската политика, каде што се отвараат горливи прашања да се решаваат меѓу двете најголеми суперсили, можно е да се подели Косово. Јас мислам дека тоа ќе биде дел од предмет на преговорите и мислам дека Косово во иднина ќе се подели. Тоа е неминовно за да се има траен мир, за да живеат Србија и идната република, дали ќе се припои на Албанија или не, ќе видиме, а најверојатно тоа ќе се случи, да живеат како срекни соседи, него да живеат во една држава кај што не сакаат да се да имаат никакви односи. Во тој контекст ние ќе бидеме прворазредно зафатени, тоест Босна и Македонија ќе бидат можна потенцијална колатерална штета. Не сакам да навлезам во работите на Босна и Херцеговина, знаејќи дека имаме на Република Српска Федерација која има право и може да се отцепи во тој дел, тоест Србите да бараат дел од Босна, но исто така како колатерална штета можеме да бидеме ние македонците и нашата држава, знаејќи поделеноста на локална самоуправа и последиците што ги имавме овдека со Охридскиот договор. Во тој контекст, ние македонците мораме да имаме политички ставови, чии политички ставови ќе бидат кажани и на едните и на другите. И во тој контекст ние мора да имаме минимум 3 политички става. Тоест, прво, дека нема да признаеме никаква поделба, ниту пак ќе се согласиме со никаква поделга на нашите суверени граници и дека сме спремни со крв да ги браниме истите и од тоа нема отстапка. Тоа е првиот предлог. Второто, треба да се почитува политичката волја на македонците, тоест треба да се исправи историската неправда што и се случи на оваа држава, каде што драконско се кршеше демократската волја на македонската нација, изразени на двата референдума, 8 септември 1991 и 30 септември 2018 година, и се промени името во подмолното и деградирачко име Северна Македонија. Тоест, ние треба да имаме став дека во овој геополитички момент, кога се менуваат драстично политичките сили и се менува геополитиката, дојде време ние да си го вратиме името во Република Македонија. Тоа е желба и демократска волја на нашиот народ и тоа треба ние да го презентираме и на едната и на другата страна. Тоест, мора да му се каже на председателот на САД дека истите сили кои него му ја украдеа изборната победа во 2019 година, истите сили ни наметнаа нас да го смениме името. И во тој контекст
ние сме обесправени на исто ниво како што он беше обесправен. Тоа се едно од аргументите кои ние треба да ги представиме до Соединетите Американски држави, а верувам дека нашите аргументи ќе имаат позитивен одек во Руската Федерација. Како и да е, во тој контекст, кога се прави ваква фундаментална промена, мора да имаме став околу нешто што е горлив проблем, што секој ден го осеќаме. А тоа е дека со имплементација на Охридскиот договор, нашата држава не се демократизира. Нашата држава додатно се племенизира, тоест ние се поделивме на племенски заедници, каде што е битно кој е што е. Дали е некој албанец или не, за да се вработи во државната администрација. Дали или не кој е кој по националност, а меротодавноста, професионалноста и успехот во кариерата се ставени како треторазредни капацитети. Баш заради тој Охридски договор имаме лоши услуги во сите сектори каде што државата се јавува како управувач. Тоест, сега е одлично време ние да го поништиме Охридскиот договор и да изградиме едно праведно општество, каде што меродавноста и професионалноста ќе бидат на прво место во однос на било се тоа што е друго. Овие се тие историски моменти кои ние македонците треба да имаме став и да не се плашиме истите да ги промовираме. Но дали ќе ги промовираме како вакви, останува времето да се види. И сами гледате каков е политичкиот разговор меѓу нашите елити и дали они се вистински дораснати во овие моменти да ги согледаат историските можности што се нуди на нашата нација за да истите ги промовираат или пак ќе останат вечни слуги и ќе слугуваат за странскиот фактор. Тоа времето ќе покаже, но нов Асном стои за овие 3 поглавја и начела. И со тоа, јас ви благодарам што ме слушавте. До следното видување ви пожелувам се најдобро.